Заминав во Германија со 7 дена учење на германски јазик во Македонија. Сите ме плашеа со тоа дека германскиот јазик е многу тежок и јас имав 6 месеци време да го научам германскиот јазик на ниво C3. Значи тоа е A1, A2, B1, B2, C1, C2 и C3 за да може да се запишеш на факултет. Тоа го постигнав на тој начин што во исто време одев на 4 курсеви по германски јазик и на 6-тиот месец го полагав испитот DSK. Меѓутоа, тој DSK испит требаше подоцна да излезат резултатите и заради тоа морав да полагам и тест DAF. И кога го полагав, значи двата ги положив во исто време и успеав да се запишам на факултет и така продолжив таму со моето дипломирање. За моето работно искуство прашавте? Да, вака. Интересно е што после 3 до 4 месеци, искрено да ви кажам, има една интересна работа во Германија заминав со точно 6500 евра. Нема и денари. Не, евра. Тоа беше целиот мој капитал и морав едноставно со тие пари да излезам на крај, ако сакам да успеам и си дадов можност од една година, доколку не успеам, морам да се вратам назад, барем да имам карта за автобус за Македонија. Меѓутоа, ми се посреќи едноставно да аплицирам во една од најголемите фирми во Германија, тоа е TÜV Rheinland. Тоа е компанија која сертифицира производи низ цела Европа, како што знаете, ISO стандардите потекнуваат од TÜV Rheinland во одделот за медицинско-психолошки истражувања. Таму влегов како студент, меѓутоа за 6 месеци ме поставија за шеф на одделот за развој на софтвер. Работев можеби 7 години во Берлин и потоа формира сопствена компанија. Интрокод. Сакав да се испробам како стопанственик, како самостоен во целата бранша, да можам да иницирам мои технологии, значи некои други методи на работа и продолжив со тоа што работев прво за фирмата Текан. Тоа е една од најголемите компании за изработка на медицински инструменти во светот, швајцарска компанија која има оддели во Германија и во Австрија. Ми понудија проект, значи соработка со мојата компанија и ние работевме на еден од најважните модули, тоа е модулот за броење на клетки, cell counting, gas chamber и ДНК анализа. Можам да бидам нескромен да се пофалам дека ние како македонски инженери го постигнавме светскиот рекорд за секвенцирање на ДНК за 5,6 секунди. Рекорд кој до ден денес не е соборен и беше представен на еден од најголемите сајми за медицински инструменти во Вашингтон. Успешно работи и можам да кажам дека можеби 95% од лабораториите, медицински лаборатории во светот работат со нашиот инструмент.